Нема срам, нема страф, не треба да има задршка кога е во прашање здравието, и физичкото и менталното. Секогаш треба да се проверува, особено зад нас ја имавме пандемијата, ковид пандемијата, која навистина остави последици и на физичкото и менталното здравје. Тоа го потврдуваат и бројни стручњаци. Меѓутоа, за да се помогне и да се побара помош е друга приказна во реалноста, за да се види што недостасува и да се поправи здравието. Сите се обидуваме, настојуваме, говориме, а секако и потребно е повеќе заложба. Денеска говориме за здравието, како да се надминат тие стигми, како да се пренебрегнат тие стравови. Наша гостинка е Петра Лукаровска, председателка на невладиното здружение Филип Лукаровски, неодамна формирано, и секако здружението ќе се бори за здравието воопшто кај сите поединци. Лукаровска неодамна се формираше здружението. Вие чинам преферирате да ги охрабриме и машките, релативно младите, секако и возрастните, да побараат помош кога е во прашање здравието. Па, кои се активностите? Како почнувате? Најпрвен добар ден на вашите гледачи. Здружението за унапредување на здравието Филип Лукаровски е здружение на граѓани со заеднички цели и интереси за унапредување на здравието, за разбивање на стигмите, за рано превенција и лекување на разни заболувања кои што го намалуваат квалитетот на живење, подобрување на менталното здравие, потикнување за физички активности, личен раст и заеднички интереси за секаква благосостојба на сите граѓани. Вие почнавте со активности веднаш? Со активности почнавме веднаш, затоа што менталното здравие е исто така важно како и физичкото здравие. Не може да зборуваме за физичко здравие доколку имаме пореметување на менталното здравие. Ја одржавме првата трибина, а кога имавме и промоција на нашето здружение, таа трибина беше со цел да поттикнеме за зачувување на менталното здравие, затоа што многу деца, многу адолесценти се борат во тишина, затоа што немаме доволна иницијатива за зачувување и унапредување на менталното здравие. Што покажуваат податоците? Податоците покажуваат дека нарушувањата, не постои личност која што во текот на животот не бил лично засегнат од нарушување на ментално здравие или пак не познава некој кој што имал нарушувања во одреден период на животот, било некоја емоционална ситуација или животна ситуација, така да треба да знаеме каде да се обратиме доколку ни е потребна помош. Младите исто така треба повеќе да се работи уште во училиште, а додека фокусот на активности на нашето здружение се мажите. Мажите, кога зборуваме за мажите, тие физички се поголеми, помускулести, физички се посилни, меѓутоа кога станува збор за здравието се посилни. Тоа е така затоа што кај нас се уште имаме патриархални семејства, а каде што мажот треба да биде глава на семејството, не се зборува многу за емоциите, тоа се потиснува, се става под тепих, па така да сите тие пореметувања, емоционални стресови, стравови, не е срамно денес да се каже дека некого го сакаме, не е срамно да се каже дека чувствуваме страф, не е срамно да се каже дека имаме потреба, доколку ја почувствуваме потребата да ја побараме онаму каде што треба. Затоа и го формиравме ова здружение, затоа што статистиките покажуваат и ако одиме на подобрување на квалитетот на живот и на мажите и на жените живеат подолго од мажите. Па така да треба покрепки се во овој случај, бидејќи не се научени да бараат помош, така ли? Мажите најчесто мажите најчесто не разговараат за своите проблеми, го потиснуваат она што го имаат во себе, не го искажуваат, па затоа ние жените сме тука да ги подсетиме дека треба да појдат, да побараат, да само преглед да направат, да побараат помош ако им е потребна. Затоа ние го формиравме ова здружение за подигнување на свеста кај мажите и за разбивање на стигмите кои што ги имаме во нашето општество. Стручњаците велат дека имаме недостиг од психолози, особено ситуацијата е тешка да се признае преку Фондот за здравство работата на психолозите кои не се во јавни установи со пациентите.
а и состојбата е тешка и мора да се менува и да бидеме поотворени. Еве што вели Гордана Ристевска Димитровска, психијатар, психотерапевт и професор на Високата медицинска школа од Битола за состојбите во кои се наоѓаме. Глобално, пандемијата нанесе многу голема штета на психичкиот живот на луѓето и на социјалниот живот на луѓето. Се повеќе и кај нас и во светот тешко е да се дојде до термин кај стручно лице, затоа што потребата е многу голема. Многу работи недостасуваат, меѓутоа најгорливо прашање е тоа што Фондот за здравство не покрива психолошка помош од лиценцирани, обучени психолози да работат здравствена дејност, да работат психотерапија, значи тоа е моментално, ако не е вработен психологот во здравствена установа и тоа во јавна здравствена установа, не може на терет на фондот да работи со пациенти. И после имаме друг проблем. Во онколошките центри во Битола, например, нема ниту еден психолог вработен во одделението за онкологија. Разговараме со Петра Лукаровска, председателка на невладиното здружение Филип Лукаровски, кој сите активности ги насочува за подобрување и напредување на здравјето воопшто. Колку барањето совети од психолозите, толку и физичката активност е многу битна за здравјето. Затоа што и физичкото здравје делува на менталното здравје. Не може да ги одделиме едно со друго, тие се поврзани меѓу себе. Така за поттикнување на физичката активност во сабота на 22 наши волонтери ќе учествуваат на трката Четрчаме, што се организира во Прилеп, со цел да ги поттикнеме младите да имаат повеќе физички активности, затоа што тоа е една од целта на нашето здружение. Исто така доаѓа месец ноември, кога месец ноември е месец за машкото здравје. Знаеме дека тоа е меѓународно движење со цел поттикнување на свеста кај мажите за борба на рак на тестиси, борба на рак на простата и на подобрување на менталното здравје и намалување на суицид кај мажите. Во тој месец и ние се приклучуваме на ова меѓународно движење Мовембар, заедно со Македонскиот полициски синдикат, кога организираме трибина на Факултетот за безбедност, се одлучивме за заедничка соработка затоа што нивните членови се повеќе од машки пол. Затоа таму сакаме да говориме, да ја подигнеме свеста, да вршат само прегледи, да одат редовно на контроли, за да може да имаме здрава популација. Доколку навреме е откријано, тогаш навреме би се лекувало. Петра, вие сте и медицинско лице. Која е препораката за да бидеме поздрави? Прво би рекле, не е срамно, ниту е непожелно, отворено да зборуваме за здравјето, затоа што така повеќе да си помогнеме. Што е друго битно се? Битно е да имаме добар сон, здраво да се храниме, да излегуваме на прошетки, да имаме физички активности, да се дружиме со луѓето, да помагаме на другите, затоа што тоа не прави исполнети среќни кога ќе знаеме дека сме им помогнале на некого, да знаеме да го канализираме стресот и напнатоста, и доколку не можеме самите да си помогнеме, не е срамота и не е страшно да побараме помош. Тука ни се матичните лекари, да појдеме да се обратиме затоа што тие можат да ни помогнат. Благодарам, Петра. Посакувам добро здравје и на сите наши гледачи. Секако добро здравје и грижата за него никогаш не е на одмет. Битно е да се разговара, но и да се биде активен.